Здраво, јас сум доктор Јадранка Биван и денес ќе одговорам на нови две прашања кои што се поставени во склоп на видео прашања и видео одговори во проектот Осумка. Прашањето кое што денес ќе го одговорам, првото прашање е прашање во смисла на тоа што би требало пациентката да прави ако се најде во период на предвремена менопауза. Прашањето на пациентката е дека односно таа бара дополнително мислење со оглед на тоа што предходните три мислења од мои колеги гинеколози се дека за да ги поврати нормалните циклуси треба да се потребне на инвитро оплодување, односно вештачко забременување. Поради тоа, значи, може на тој начин да се повратат менструалните циклуси, но јас би рекла и би советувала пациентката најпрво да се посвети на здравјето на целиот организам. Ако стресот придонесол за изостанување на менструалните циклуси, така наречена предвремена менопауза, тоа значи дека стресот одиграл многу важна улога во нејзиниот живот и можно е да изостанок на менструалните циклуси, односно самиот изостанок на овулацијата, овулаторните процеси во организмот, се една одбранбена реакција, енергетски одбранбена реакција на природата, со оглед на тоа што во таква стресна ситуација пациентката, природата не препорачува пациентката да раѓа. Заради тоа што енергетскиот дисбаланс кој што се одиграл во нејзиниот организам, придонесол да нејзиниот организам во таа состојба не е способен да создаде здрав и нов живот. Тоа не значи дека таа треба да ја игнорира целата таа ситуација, но мислам дека најпрво треба да се посвети на обнова на здравјето, на целосното здравје на своето тело, каде што здравиот начин на исхрана ќе одигра многу важна улога, но она што е исто така многу важно, па и дури првично, примерно важно, е да се посвети на враќање во нормала на нејзината психичка состојба. Кога ќе направи еден таков спој на лекување, значи лекување на своето тело и враќање во нормала на функциите на сите органи, не само на јајниците, туку на сите органи во организмот, преку здрав начин на исхрана и преку психолошки третман, таа ќе направи суштинско ребалансирање, хармонизирање и враќање во нормала на целокупниот нејзин метаболизам. Точно, можно е да се вратат назад менструалните циклуси, да се обноват менструалните циклуси, со оглед на тоа што нејзиниот организам е се уште млад и нејзините гениталии имаат капацитет се уште да создаваат јајни клетки. Инвитро оплодувањето, реков дека можно е да ги врати циклусите назад, но инвитро оплодување само како инвитро оплодување без дополнителен третман е едноставно, според мене, техничка работа и технички поглед на целата оваа ситуација, кој што би требало да се примени на еден субјект, кој што не представува машина, не представува техника, туку представува сложена енергетска конфигурација. Едноставно се работи за човек. Уште едно прашање ќе одговорам во денешните видео одговори на Осумка. Тоа е прашање од мајка, млада мајка, која се интересира како да го храни своето едногодишно бебе. Бебе или можеби детенце. Јас имам напишано неколку своји статии кои што се објавени на мојот вебсајт osumka.com.mk во однос на тоа каква треба да биде исхраната на децата. Во првите 2 години исхраната на децата треба да биде мајчино млеко. И нема подобра исхрана за децата од мајчиното млеко. Има многу полемики околу тоа дали треба детето да се дохранува, да се вклучи вакво или онакво млеко, па имате залагања на веганите или вегетаријанците дека треба да се вклучи растително млеко, треба да се вклучи соја млеко и така натаму, и тоа не е точно. Значи најточно е дека новороденото треба да се храни со мајчино млеко.
Нормално со појава на првите заби, значи со растење на првите заби, тоа значи дека новороденото, односно веќе детето, треба да помине и на подцврста храна. Сега, знам дека мајката интересира каква треба да биде таа храна и која храна е најдобра за нејзиното дете. Детето треба да почне да се навикнува на храната и ќе се навикнува на храната која што се практицира, односно која што се користи во фамилијата каде што расте. Вие не можете на детето да му давате исклучиво растителна храна ако вие се храните повеќе со животинска храна, со месо, со млеко, млечни производи и така натаму. Од мене очекувате да ви кажам дека детето треба да го направите веган. Јас не велам дека треба детето да го направите чист веган, но јас велам дека вие како фамилија или средина каде што расте детето, треба да премините на здрав начин на исхрана, каде што во најголем процент храната ќе се базира на растителни продукти. Никогаш не се залагам дека сите луѓе треба да бидат чисти вегани, туку велам дека исхраната на луѓето треба да биде здрава, барем 80% од исхраната на луѓето треба да биде од растително потекло. Друго е она кога зборуваме за лекување на луѓето, за лекување на одредени диагнози и препорачувам чиста, веганска, немрсна исхрана. Специфични се младите организми и тоа не значи дека пак треба да се вклучи од 6 месеци месо или млеко или јајца, туку треба детето да се вклучува во нормалната исхрана на фамилијата, која треба без друго да биде здрава исхрана и повторувам, во најголем процент да се базира на растителни продукти. Најдобро е на детето најпрво да му се даде подцврста храна, значи не меко пасирана, туку подцврста храна за да може да се учи на метаболизирање на храната уште во устната шуприна, односно со појава на првите заби. Нормално дека тоа најпрво треба да биде овошје и зеленчук кое што е специфично, односно кое што расте во нашето подрачје. Би ве упатила повторно на мојот вебсайт и повеќе детали за ова прочитајте во повеќе написи кои што се токму одговараат на оваа тема, односно исхрана на новородени после завршувањето на доењето со мајчино млеко.